Да ги поздравим овие прекрасни луѓе. Ова е тимот што ќе победи. Но најголемиот поздрав сакам да го упатам до сите вас. Ви благодарам многу што дојдовте. Без вас ништо не може да се направи. Силата е од вас, а ја ќе победам само поради вас. Секогаш протоколарно треба по функции да ги поздравиме сите присутни. Аз овој пат ќе ги поздравам моите пријатели Трајко Велјановски, Сокол Митревски, Рена Коца, новиот градоначалник Иле, нови другите пратеници од коалицијата, сите мои пријатели, благодарам што дојдовте. И благодарам многу. Благодарам многу. Да не пропуштам некој, се извинувам ако пропуштив по протоколарна листа, ви благодарам на сите што дојдовте, благодарам на сите граѓани. Оваа сала е мала за нас, значи ќе треба да направиме една многу поголема во Ѓорче Петров, да не збира за многу победи. Би сакал да представам новата програма, мојата програма, што заедно со вие советници ќе идеме на терен секаде да објасниме, да видиме што треба да направиме, она што вас најмногу ви треба. Ја ќе се обидам накратко да ги објаснам и да ви ги покажам, односно да доволам некои од проектите што ќе бидат за сите вас. Пред се, која доби понудата да се кандидирам за градоначалник, немав дилема, веднаш прифатив. Веднаш прифатив, сега ќе ви кажам зашто. Тука сум роден, тука сум израснал. Целиот живот сум го поминал во Ѓорче Петров, меѓу вас, и затоа имам толку голема енергија. Мојата енергија ќе биде од вас и за вас. И ќе откорнеме паркет ако треба, но ќе има многу проекти во Ѓорче Петров. Имаме јасна визија, имаме цел, имаме точна, конкретна и прецизна програма. Како Ѓорче Петров ќе го направиме модерно, современо и урбано место кој ќе биде пример за живот за сите граѓани. Во овој изминат период, јас и мојот тим силно се посветивме на создавање на програма кои се опфатени сите ваши барања. Ваши потреби, реални и конкретни проекти со кои ќе обезбедиме поквалитетен живот во општината. Водејќи се од потребата за современо живење, посетивме многу куќи. Се видовме со многу жители, ги видовме сите потреби и ќе ветиме. А од детеното не бегаме. Ден по ден, проект по проект, заеднички ќе реализираме. Се што сме ветиле за доброто на нашите деца, за сите вас, за сите нас, за Ѓорче, за најубавото Ѓорче во град Скопје. Инфраструктурата ќе биде мој најголем приоритет. Нема да дозволиме да има неасфалтирани улици во Ѓорче Петров. И тоа го ветувам јавно. Во наредниот период планираме да се асфалтираат преку 100 улици во Ѓорче Петров. За да зголемиме безбедноста, заедно со градот Скопје и со Коце ќе изградиме и нови кружни текови. Не помалку важно, но сепак приоритетно е подобрување на водоснабдувањето во изградба на канализационите мрежи, изградба на нови паркинг места, осветлување низ општината, изградба на рекреативни патеки. Сето тоа се проекти кои се произлезени од вашите потреби. Ги препознавме и ги предвидовме во нашата програма. Социјалниот аспект на живење е особено значај. За таа цел ќе изградиме 2 нови градинки во Ѓорче Петров, а постоечките ќе ги реконструираме за да ги зголемиме капацитетите. Ќе извршиме реконструкција на неколку основни училишта, ќе изградиме спортски сали, ќе обезбедиме бесплатен интернет за сите ученици. За подигнување на спортот на едно големо повисоко ниво, во секое мало во Ѓорче Петров, во Ѓорче Петров, во Хром, во Мирчаце, во Дексион, во Даме Груев, во Ново село,
во Стопански двор, во Кисела јабука, во Волково, во Орман, насекаде. Ќе изградиме детски игралишта, игралишта за баскет. Во сите овие населени места ќе се изградат и паркови за рекреација на сите жители, од најмалите па се до возрастните. Ѓорче Петров е синоним за квалитетен фудбал. За таа цел ќе го поддржиме целосно финансиски фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров. Но и сите други спортски клубови во Ѓорче Петров ќе добијат финансиска поддршка од мене како градоначалник и од овој совет. Еден од многуте проекти за кои вечерва сакам да зборам ќе биде изградба на најубав модерен парк со сите пропратни содржини на местото на сегашниот парк во Ѓорче Петров. Ќе имаме најубав парк во цел град Скопје и тоа ви го ветувам. Ова е тим за победа. Овој тим доследно ќе стои на секој ветување од програмата. А ветувам. И ветуваме. Асфалтирање на 25 улици во Кисела јабука. И тоа, улица број 2, улица број 4, улица број 8, улица број 14, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 52, 54, 60, 62, 64, 66, улица 68, 10, 44, 46, 40. Ова се сите улици во Кисела јабука. Асфалт ќе добие и Ново село. Улица број 1, Крацин улица број 4, Крак улица број 2, Крацин улица број 5. Сите улици во Ново село. Седум улици во Стопански двор. И тоа, улица број 51, Крак 1, Крак 3, Крак 7, улица број 52, Крак 1, Крак 2, Крак 4, Крак 7. Сите улици во Стопански двор. Асфалтирање на 35 улици во Волково, улиците број 3, број 5, број 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, улица број 25, улица број 27, улица број 29, 47, 57, 60, 101, 71, број 73, број 75, улица број 100, Крак 2, улица број 31, улица број 49, улица број 81, Крак 6, улица број 87, Крак 10, 95, 35, 20, улица 22, улица 70, улица 24, улица 93, улица 58, улица 74, улица 76, улица 78. Сите улици ги направиме. На селата Ѓорче Петров ќе се асфалтираат улиците. Улица Стоби, улица Даутица, Ѓуро Савај, Јосиф Ковачев, Проби Штипска, Вера Цирвери Трена, Водексио, Наум Чакарев, улица, односно десен крак од улица Наум Чакарев, Црногорска крак, Стрелиште, улица број 3. Во Хром, Исија Мажовски, Манџу Матак, Рафаело Батино, Панко Брашнаров, Водаме Груев, улица Вока Геров, крак 1, улица Шартванинска. Во Мирче Ацев, Алексо Димниевски, крак 23, улица Знеполе, улица Мистон, Христо Батанџиев, крак од зградите број 70, крак од улица Мечкин Камен. Намерно ги прочитав сите, да се подсетиме, јас да се подсетам што сум ветил, освен ако градоначалникот сега не претркал со некоја улица ја направил, но сите ќе ги направиме. Имаме чест, ја ги имам чест и претходно имав чест да работам со најдобриот градоначалник во Македонија и тоа јавно ќе го кажам. Сите градоначалници ми се многу блиски. Сите сум соработувал 2 години како министар. Сум работел многу за нив. Но верувајте, овие улици ќе видат исто така со поддршка од град Скопје и сакам да му се заблагодарам јавно на Коце, што седнавме и заедно ќе ги направиме сите улици. Пред се јавно, секако и со поддршка од градот Скопје. Благодарам, Коце.
Предвидена е реконструкција и на улиците Ѓорче Петров, Борис Сарафов, Лука Геров и Волковска. Реконструкција на главната улица во Волково, како и проширување на булеварот Македонска војска. И ова го договоривме заедно со Коце. И ова е дел од програмата. Изградиме нов кружен тек на булеварот Македонска војска и улица Ѓорче Петров. Во делот на комуналната сфера ќе се изведе и систем за снабдување со вода во високата зона во Ѓорче Петров. Ќе доизградиме канализацијата во Волково. Ќе изградиме колектор за фекални атмосферски води долж улицата Радушка. Ќе го способиме системот за наводнување во Ново село преку чистење на каналите на реката Лепенец. Предвидовме секоја година да извојуваме средства за одржување и изградба на пешачки и велосипедски патеки, како и одржување на тротоарите. Она што е многу важно за сите нас. Ќе направиме целосна реконструкција на уличното осветлување на цела територија на општина на Ѓорче Петров. Ќе пристапиме кон осветлување на паркинзите и училишните дворови. Комплетно квалитетното образование и подобрување на условите во воспитниот процес е посебен предизвик. Ќе инвестираме во реконструкција на основните училишта, изградба и реконструкција на салите. Во програмата предвидовме реконструкција на основните училишта Ѓорче Петров и Јоаким Крчовски во Волково. Во соработка со централната власт ќе се реконструираат училиштата Тихомир Милошевски во Ново село и Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Ова наше ветување и претходно и започнато и мора да се реализира. Ќе изградиме нова спортска сала во основното училиште Јоаким Крчовски. Ќе ги реконструираме физкултурните сали во основните училишта Стражо Пинџур и Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. За учениците предвидено е бесплатен интернет во сите основни училишта во општината. Еден од приоритетите што ги зададовме е изградба и на нови градинки. Во програмата предвидовме изградба на 2 градинки. Градинка во Волково со капацитет од 100 дечиња и градинка во Ново село со капацитет за 80 дечиња. Исто така ќе се зголеми капацитетот на градинката Росица во Грон, Детелинка во Мирчацев и Кокиче во Дексион. Во сите градинки ќе се набави нов мебел, реквизити и детски играчки и ќе се потрудиме ниедно дете да не чека ред за да биде во градинките. И тоа го ветуваме со работа. Предвидуваме баскет игралишта во секое населено место. Игралиште за деца во секое населено место. Ќе реконструираме заедно со собствениците и ќе се понудиме на салата Партизан да добие еден нов и урбан лиг. Фудбалот во Ѓорче Петров е спорт кој многу значи. Како што спомнав, ќе го поддржиме фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров, но и сите млади талентирани спортисти во Ѓорче Петров ќе бидат поддржани. Тоа е нашата гордост и иднина. Предвидуваме изградба на пешачка и велосипедска патека по кеот на Вардар од населата Хром до Нерези. Ова ќе биде ветување заедно со градот Скопје. Ќе изградиме и 2 рекреативни зони покрај реката Лепенец. Ќе ги чистиме сите диви депонии и ќе возможиме чиста животна средина. Нови еколошки енергетски фасади за повеќе згради во општината во договор со вас граѓаните што живеете во зградите. Сукцесивно и внимателно, првим проектирање, па потоа градба. Не лажење и не бегање од тоа што е ветано. Исто така, ќе има посебен дел за привлекување на странски инвестиции во областа на туризмот, индустријата, земјоделството, културата и спортот. Отварање на нови работни места, зголемена економска активност во општината. Посебен партнерски однос со бизнис секторот. Со заедничка соработка ќе овозможиме посебни програми за јавни работи, како и мерки и развој на земјоделието. Ќе инициираме постапка за формирање на локален совет и советувалишта за правата на жените, децата и сите ранливи категории во општина Ѓорче Петров. Почитувани мои, ова е многу голема обемна програма. Ние ќе допреме до сите вас. Ќе појдеме до вас, вашите куќи, вашите станови. Она што ќе го ветиме, ќе го исполниме. Така работиме. Јас имав можност 2 години да бидам министер за транспорт. Често слушам од некои луѓе, ме немало доволно по улиците, не ме гледале.
Јас сум тој у Македонија што најмногу беше по улици, по автопати, по регионални патишта, по локални патишта, по цела Република Македонија. Не идев можеби по угостителски објекти многу, но работев многу. Министерството за транспорт последните 2 години во една од најголемите кризи има најмногу проекти. Има најмногу проекти во сите општини. Помогнавме на општината Ѓорче Петров, јас лично, преку ребаланс на буџетот за нова канализација во Волково, за 33 нови улици, за дополнителни 3 улици што веќе се завршени. И тоа во една година. Дојдовме тука, заедно со Груевски и со Сокол Митровски ги ветивме и почна. И така и ќе биде. Тоа што ќе го кажам, тоа ќе биде реализирано. И ви го ветувам тоа. Често пати велат дали ќе има доволно буџет за се. Сега слушам дека се фалат од СДС дека обезбедиле многу грантови, поготово во инфраструктурата. Јас ќе ви кажам. Пратениците многу би добро знаат. И Авирович, и Трајко Велјановски, поготово кога се иде во собрание и се бранат закони и други постапки. Да ви кажам, не мрднале со прст. Сите средства ги има обезбедено Владо Мисаловски, претходниот министер, и владата на Никола Груевски. Околу 80 милиони во железницата и дополнителни средства околу 30 милиони евра грант средства. Тоа ќе го правиме и во Ѓорче Петров. Ќе обезбедиме грантови, ќе чукнеме на секоја врата. Мора да има за вас проекти. Би сакал на крај да му дозволам и секако на Коце да излезе тука и да ве поздрави, но на крај сакам да една порака дупата. Кажете им на сите пријатели дека Кендо беше тука. Честниот Кендо. Джабе ќе ми вадат 100 работи, ќе ме следат, ќе ме пратат, ќе измислуваат невистини. Сум работел во 7 институции. Не можете да најдете ништо прљаво, джабе ви. Толку да се мачите. Кажете им на сите, дојде Кендо и им понуди рака на сите партии во Ѓорче Петров. Со сите ќе бидеме пријатели, сакаме Ѓорче да биде најдобра општина, но не со лицемерие и лаги. Затоа јас пружам рака, ја пружив раката за демократски избори и тоа ќе се случи. Вие ќе победите. Да сте ми живи и здрави сите. Ѓорче ќе победи. Верувајте у тоа. Отидете сегде и бидете спокојни. Ќе чуете многу работи, но една е вистината. Работа, работа и работа. Да сте ми живи и здрави сите. Да живее ВМРО. Да живее Република Македонија. Благодарам.